Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме интересно видео. Ова е дел од нашиот едукативен курс. Верувам дека знаете што станува збор, значи веќе многу пати сме го спомнали, сега тоа е формацијата на Елиот Бран. Со тоа што нормално ова е дел од нашата досегашна програма во однос на оваа недела, каде што нормално станува збор за програмата која што е наменета за петок. Ја правиме еден ден порано, нормално листата е веќе достапна за нашата Patreon заедница. Да не забораваме исто така во однос на следниот ден, во сабота, очекувајте неделен лайвстрим за лов на врв, каде што ќе разговараме за тоа дали сме ја утврдиле конечно, дали сме утврдиле локално дно на моменталната корекција на биткоин, нормално и на остатокот од пазарот. Така да имате го тоа предвид, значи во текот на сабота ќе имаме доста интересен лайвстрим, негде околу 9-10 часот, зависи како ќе имам време да го реализирам нормално. Знаете, краток лайвстрим, стандард 2-3-4 часа максимум, но битно е македонците да добијат соодветна едукација. Тоа е поентата, за тоа и толку работиме. На крајот од денот се ова што го правиме е наменето за едуцирање на македонската нација. Така да благодарам сите оние кои што не поддржуваат. Со тоа што нормално во недела очекувате уште едно вакво видео од овој курс за напредна техничка фундаментална анализа на пазарите, каде што ќе разговараме за парабола. Ова е паралелен феномен или инструмент финансиски кој што го користиме заедно со Elliott Wave со цел да добиеме една соодветна техничка анализа, посебно на макровременски интервали, како на неделно и месечно ниво. Така да оваа недела ќе имаме две вакви видеа, нормално гледаме што повеќе да обработиме едукациона материја која што ќе помогне на македонците. Ќе почнеме веднаш, само на кратко да напоменеме уште еднаш 17 и 18 мај, знаете и сами, со дозвола на град Велес, официјално ја организираме втората македонска криптоконференција заедно со Криптофил. Значи очекувајте дека ова ќе биде направено во текот на попладневните часови на 17 и 18 мај, каде што јас и Криптофил ќе имаме одржување на интересни, да речем, предавања. Знаете и сами, нашето прво предавање во 17 мај ќе биде на тема каде се наоѓа моментално технологијата, кога станува збор за блокчейн технологијата во компарација со интернет технологијата, нормално како појава и некои паралелни, да речем, технологии како што се смарт телефоните и така натаму, така да ќе биде доста интересно. За вториот ден допрва ќе одлучиме што ќе биде темата. Ќе има уште неколку говорници кои што ќе ни се приклучат, значи наскоро ќе работиме програмата. Негде веќе во април ќе добиете известување за тоа како ќе изгледа програмата. Значи како што видовте според најавата од 5 до 11 часот треба да биде главното случување. Пред тоа ќе имаме еден мал гедеринг како meetup, оние кои што ќе дојдат малку порано, негде околу 2-3 часот попладне, и од 5 официјално почнуваме со програма во амфитеатарот во Велес, во Младенскиот парк во Велес. Уште еднаш ќе напоменам, сите оние кои што потенцијално сакаат да дојдат, би ве замолил, значи на нашата Facebook страна, еве каде може да го најдете во Featured Upcoming Event, и ќе ве замолам да го пријавите вашето присуство, значи овде ќе имате опција за going или interested, за да знаеме колку луѓе ќе дојдат, за да можеме да обезбедиме потенцијално и тврд објект, доколку дојде до неповолности во однос на временските прилики. Така да би ве замолил да го пријавите вашето присуство, за да можеме да организираме секако што треба. Дополнително знаете и сами на нашата Facebook страна може да ги најдете сите наши социјални мрежи, вклучувајќи го нашиот канал. Би ве замолил да ги заследите, ставете лайк, шер, сабскрајб, комент, навистина помагаат за да можеме да расшириме оваа бесплатна едукација до што повеќе македонци. Дополнително овде може да најдете линкови до нашите јавни портфолија. Тоа е портфолиото кое што го работиме како едукационо портфолио на каналот, како и второто кое што е на самиот канал. Значи јавно во процентуална вредност може да ги следите постојано. Дополнително сакам да напоменам дека во текот на тоа беше четврток во вечерните часови на 27 март официјално ја спроведовме третата добротворна акција на заедницата Криптогемиџија. Значи, видеото е достапно на нашиот канал, многу лесно може да го најдете, тоа е вчерашното видео, каде што во дескрипција може да најдете точно што и во кој обем беше донирано на сметката на Црвениот крст на Македонија за жртвите од Кочанскиот пожар, со тоа што дел од овие средства, околу 500 евра, беа уплатени. Значи, имаме се на ова видео, за да видите, нели, транспарентно, сето оно што било доставено до нас како добротворна цел е искористено за таа цел,
како и нормално дел од ова во износ од 100 евра ќе додадеме и ние уште нешто, за да му помогнеме на еден на нашите членови, тоа Александар Нанов, да биде практично представник на нашата земја во професионален бокс меч во Словенија. Наскоро ќе има повеќе информации за ова, потенцијално ќе ни даде некои негови, да речам, места каде што можеме да помогнеме, како што кажав, на нашите членови, колку што можеме, кога можеме, помагаме, посебно кога станува збор за представување на нашата држава. Значи, тоа е она што го работиме како заедница, добротворно, знаете сами, ова е веќе трета акција. А уште еднаш да напоменам, значи, голем дел од овие настани, предавањето во Велес, сега оваа криптоконференција во мај, се тоа организирано со поддршка на нашата Patreon заедница. Ова е професионален форум на patreon.com, кој што е под форум под името CryptoGamidžија, каде што секој кој што сака да биде дел, значи може да дојдете и да бидете дел од овој форум 7 дена бесплатно, да видите како е да се биде дел од истиот, а нормално за вашата финансиска минимална поддршка на месечно ниво или годишно ниво, значи прво ние ги доставуваме сите овие содржини кои што ги снимаме прво до нашата Patreon заедница, така да ова видео е веќе достапно на нашата Patreon заедница уште во вчерашниот ден, а дополнително значи ги имате пристап до нашите чатови каде што заедницата заедно се обидува да се едуцира еден со друг, да се информира еден со друг, значи заедно како македонци се обидуваме да направиме што може повеќе за овој bull market да го поминеме успешно. Значи идејата е да имаме една професионална заедница каде што нема шилање, нема меме коини, нема глупости, нема анонимуси, се тоа е направено професионално за да се едуцираме едни со други. Дополнително имате директни пораки до нас, кои што јас ги одговарам еднаш дневно, како и еднаш месечно добивате посебен тип на лайвстрим, каде што на овој лайвстрим разговараме само со нашите членови на Patreon заедницата на Microsoft Teams, а потоа истиот е објавен и на нашиот канал. Дополнително овдека имаме и нашата CryptoGamidžија кооперација, која што е еден вид на онлайн продавница, каде што од време на време имаме интересни модели, како што беа последните два модела, кои што веќе се готови и во текот на наредната недела сите планираме да бидат испратени до оние кои што ги нарачаа благовремено, нормално, и истите ќе бидат доставени до нивните домови. Така да очекувајте ги, верувајте ми, веднаш што ќе бидат испратени, ќе добиете информации да ги очекувате преку карго на сите локации во Македонија. И на крај, како и секоја, значи во дескрипција на секој од нашите видеа може да ги најдете сите битни информации за сето оно што го работиме, вклучувајќи линк до Patreon заедницата, линк до во оваа ситуација нашата CryptoGamidžија кооперација на Facebook. Потоа имате нашата добротворна програма, како што кажавме, од овде беа обезбедени поголемиот дел од средствата, и дополнително ги имате нашите социјални мрежи и резервни канали. Наскоро завршуваме со аплицирање на целата, да речем, едукативна програма на нашиот канал на YouTube каналот, и потоа планираме да обезбедиме нов канал, во текот на наредната недела веќе планираме да почнеме, каде што одново од почеток ќе биде практично аплодирана целата наша програма, која што ја добивате едно по едно видео во утринските часови, сите оние кои што се нови, така да ќе има уште еден канал на кој што постепено ќе почнеме повторно да аплодираме целата наша програма. На тој начин сите оние кои што се нови ќе можат да ја следат едно по едно видеа на во утринските часови. Со тоа и завршуваме, сега можеме да продолжиме со програмата која што имаме обезбедено за вас денес, а тоа е нормално Elliott Wave. Знаете, сами ова е една од видеата кои што се наменети за напреден курс за техничка и фундаментална анализа. Ова е 133-то видео. Би ве замолил, ако не сте ги погледале, да ги погледнете претходните видеа, затоа што има на некој начин многу чекори кои што треба да ги поминете за да може да го разберете ова видео, така да доколку не сте поминали преку нашите техничка анализа видеа, би ви препорачал да поминете целата таа плейлиста за да можете да едноставно го следите ово што моментално го разговараме на Elliott Wave. Elliott Wave е теорија која што е нормално креирана од економист, така наречен Ралф Нелсон Елиот во 30-тите години, каде што истиот според, значи повторно, ова што го гледаме како теорија, нормално како инструменти, произлегува од психолошкото тргување на одредени групи, каде што истиот утврдил дека има соодветен патерн, односно да речем соодветно движење на оваа формација која што постојано се повторува. И како психолошки момент истиот утврдил дека станува збор за придвижување на цената во одредени точки во еден правец нагоре, а потоа надолу како корекција. Со тоа што можеме да видиме дека станува збор за 5 точки кои што треба да се воспостават во оваа скица, би рекол, пред при тоа да добиеме корекција надолу од 3 точки.
Сега, нормално, ова придвижување што го гледаме, значи ова е на Investopedia, многу лесно може да го најдете линкот, само запишете Elliott Wave на Investopedia и ќе го најдете целиот артикл. Нема да налогуваме премногу во детали, значи ќе навлеземе само во основата која што треба да знаете за сето ова и нормално ќе се задржиме на неколку интересни примери, за да разберете како можете да го применувате овој индикатор, односно ова, да речам, не е стратегија, туку е на некој начин, како би рекол, шема, би рекол. Сега, битна работа која што треба да забележиме е дека овие 5 точки и овие 5 бранови, тоест 3 бранови, представени од 5 точки, се направени така што следат одредени правила. Односно, овие правила, кои што се запишани овдека и затоа оваа скица е така направена да биде поедноставно, да не мораме ова сега нели да го усложнуваме премногу, е дека практично после почнувањето на ова, да речем, шема од Elliott Wave, која што нас не служи со цел да утврдиме кога потенцијално треба да добиеме корекции, можеме да видиме дека станува збор за правило од типот, дека откако истата ќе почне. После утврдувањето на првиот врв, корекцијата не смее да дојде под почетокот од каде што оваа формација почнала. Тоа е првото правило. Значи дека втората точка не смее да падне под почетокот од каде што оваа формација започнала. Следно, третата точка, односно од втората до третата точка, овој бран треба да биде најголем. Значи во однос на скоковите кои што ги добиваме, вториот бран кој што се наоѓа од втората до третата точка треба да биде поголем, за разлика од првиот кој што е до првата точка и од третиот кој што е од четвртата до петата точка. Следно правило е дека четвртата точка не смее никогаш да дојде под првата точка во однос на вредност надолу и последниот е дека петата точка мора да биде над третата точка како така речено достигнување пред да го завршиме овој Elliott бран. Зошто ова функционира? Затоа што што ќе напомена, ова се постулати на кои што поголем дел од трговците и инвеститорите се запознаени, ја следат оваа шема и за нив е многу нормално истата да се случува и верували или не, истите нема да продаат се додека не видат, например, дека петата точка стигнала на третата точка. Значи, на овој начин имате ситуација во која што психолошки поголемиот дел од трговците и да речем инвеститорите ја следат оваа шема кога се формира на самата цена на одредено капитално добро и кога ќе видат дека истата се реализира, значи ги следат правилата и на тој начин може да очекувате дека милиони луѓе следејќи оваа шема очекуваат истата да се реализира, што значи дека истите нема да продадат додека не се реализира некоја од овие точки, нема да купат додека не се реализира некоја од овие точки, се разбираме. Значи на тој начин имате психолошки елемент во кој што луѓето го следат овој терк. Прост пример за тоа е Bitcoin чартот, каде што можеме да видиме дека веќе 4 циклуси. Ние имаме 4 цели циклуси во кои што оваа шема е целосно запазена. Каде што можеме да видиме дека буквално првата, втората, третата, четвртата и петата точка се запазени на првиот bull market во 2013 година, вториот bull market во 2017 година, третиот bull market во 2021 година и моментално се наоѓаме на реализирање на последната, односно пета точка во 2025 година. Со тоа што овдека мора да напоменеме дека постојат и А, Б, С корективни бранови, каде што правилото е дека Б бранот не смее да го надмине 5 и С бранот мора да биде под точката А. Што значи дека ова се практично правилата кои што ги имаме со цел да воспоставиме еден Elliott Wave. Има уште дополнителни подправила за тоа каде потенцијално треба да се најде точката С, дека не смее да биде под бранот 2 и така натаму, но како и да е, значи тоа се дополнителни работи кои што пак ќе напоменам многу лесно може да ги најдете кога на Investopedia ќе запишете Elliott Wave, еве како изгледа артиколот на самиот почеток, само запишете Elliott Wave теории и ќе најдете се што ви интересира. Овдека го работиме само генерално, значи нема да налогуваме премногу во детали, затоа што на крајот од денот се што е дополнително, натаму нормално ќе го надградуваме како работиме на самата формација. Сега, една работа која што можеме да забележиме е дека во сите овие досегашни макробранови, јас затоа ја работам на макроплан, сите овие правила се запазени, односно втората точка не е под почетокот на првата точка, третиот бран е најголем, потоа четвртата точка не е под првата точка и петата точка е над третата точка. Значи дека имаме целосно запазување на основните правила на Elliott Wave. А, Б, С корекцијата исто. Б не е над петката, С не е практично, како што може видите, над А. Што значи дека имаме целосна А, Б, С корекција. Понатаму, истата ситуација. Два
е надпочетниот бран, 3 е очигледно најголемиот бран, како што може да видите, 5 се наоѓа на 3, автоматски целосно запазена оваа формација. Некогаш потенцијално, ако сакате подобро да устврдите оваа формација, вратете се на неделно ниво, каде што многу појасно ќе ја видите истата, се разбираме. Ако некои корекции не се јасни, како што не беше јасна третата и четвртата точка на корекции во овој бран на месечно ниво, затоа што едноставно не се гледа оваа корекција. Сега, ABC корекција исто погледаме. Чи имаме ABC. Истата ситуација можеме да ја видиме и во оваа ситуација овде, односно ова е практично bull market од 2021 година, каде што можеме да видиме повторно. 1, 2, која што не е под претходната точка, 3, кој што е најголем бран, 4 не е под првата точка, 5 е повисок од 3. Што значи дека имаме целосно запазување на формацијата на Elliott Wave, повторно ABC корекција и моментално се наоѓаме во исто така формирање на петата точка на Elliott Wave, со тоа што многу луѓето потенцијално мислат дека ова е петата точка, останува да видиме со оглед на фактот дека, како што кажавме, ние моментално го користиме и ова како уште еден дополнителен да речам феномен кој што заедно со Elliott Wave ни помага да утврдиме дали истиот е завршен, односно тоа е парабола која што сама по себе има 5 точки. Нема да работиме денеска за тоа, повеќе во недела, кога ќе работиме на овој феномен и на оваа формација. Само што ќе напоменам, затоа и не очекуваме дека ова е крајната точка, дека ова е крајниот дел од овој bull market, затоа што гледаме дека ова е четвртата база од потенцијални 5 на парабола формацијата, затоа очекуваме дека петата точка е многу повисоко во оваа ситуација. И практично, иако ова е најголема корекција, потенцијално може да се случи ова да биде четврта точка, а ова да биде трета точка. Останува да видиме, но пак јас мислам дека ова е практично третата точка според моите очекувања, а очекувам дека ова ќе биде петата точка која конечно ќе добиеме оваа корекција на крајот од овој bull market. Значи ова е кога го користиме истиот на макро ниво, истиот можеме да го користиме и на многу пониско ниво, на дневно, на минутно ниво, значи овие формации се присутни сегде. Каде што многу често можеме да видиме дека секоја од овие формации внатре во самата себе си има и своји бранови. Погледнете. Ако се придвижиме моментално на дневно ниво, на последниот бран можеме да видиме дека, погледнете, имаме ситуација во која што во овој макро бран имаме две големи формации на Elliott Wave. Погледнете. Значи ова цела формација од 5 точки, погледнете. 1, 2, 3, 4, 5, А, Б, С. Повторно почнуваме моментално. 1, 2, 3, 4, 5. Очекувам дека ќе дојдеме до петата точка на крајот на оваа формација пред да добиеме повторно А, Б, С надолу. Што сакам да кажам е дека погледнете, во една макроформација која што имаме на неделно и месечно ниво, можеме да најдеме и помали формации на дневно, часовно ниво и така натаму. Тоа што сега ќе направиме еден мал тест, ќе го пробаме ова на рандом чарт, но пред да го направиме, тоа е една многу битна работа која сакам да ја напоменам е дека овие формации, мора да го запамтите ова, значи најчесто се користат во соработка со останати така речено инструменти, значи никогаш не се користи само ова, се разбираме во превод, погледнете. Дури на самиот артикл многу добро запазиле дека Elliott теоријата многу добро се користи заедно со Фибоначи, да речем инструментот и заедно нормално со парабола, како што може да видите, јасно се гледа дека парабола е секогаш запазена на овие макроциклуси заедно со Elliott брана. Зошто зборуваме дека ова е поврзано со Фибоначи? Значи ова е линк кој што ќе ви биде доставен во самото видео, каде што некој во однос на досегашните, да речем, обработки негови успеал да утврди дека одредени корекции на Фибоначи на секој од овие бранови се многу поверојатни во процентуална вредност за разлика од некои други. Се разбираме како на пример. Гледаме дека од првата точка кога се придвижуваме така речено кон втората точка корекцијата, најчесто во однос на тоа на кој левел од Фибоначи ќе застане, има одредена веројатност тоа да се случи. Во превод, еве ќе земеме еден Elliott Wave да видиме како тоа изгледа. Значи, во однос на тоа, ако вие се прашувате кога потенцијално би требало да купите и продадете на еден Elliott Wave, сега, во оваа ситуација не заборавајте дека станува збор за Elliott, само секунда, станува збор за Black Swan настан, кој што го имавме овдека, затоа и гледаме дека истата излегла надвор од 17,6 нивото на Фибоначи корекцијата надолу,
Но како идеја ќе ја земеме каква што е, се разбираме. Со тоа што погледнете. Значи од првата кон втората точка. За цената да дојде до 78%, имаме само 15% веројатност тоа да се случи. Зошто во оваа ситуација, ако не сме го имале Black Swan настанот, кој што овдека нормално е COVID пандемијата, ние дефинитивно немало да добиеме корекција до 78,6, односно ако веќе чекате корекцијата да биде реализирана на оваа почеток на оваа, да речем, формација, многу поверојатно би било луѓето да купат негде на 61,8 или 50% од корекцијата, каде што гледаме дека е многу поголема веројатноста да заврши оваа корекција надолу. Откако ја утврдивме првата, сега за втората практично треба да утврдиме која е потенцијалниот врв, така. Значи поставуваме од врвот до самото дно и погледнете. Значи овдека во однос со тоа каде би завршила оваа формација нагоре, значи има исто така веројатности. Погледнете. Значи за да заврши на првата мета од FIB на 100% би биле 15%. Втората мета од 161,8 45, третата 175%, 30% и над 261 10%. Не заборавајте дека биткоин сами по себе е доста уникатен во оваа ситуација, затоа гледаме дека значи не првата, не втората, не третата, туку над четвртата успеа да заврши, затоа и гледаме дека тоа е многу мала процентуална застапеност, но овие правила се правени и процентуални вредности за веројатност за традиционални пазари. Затоа и овдека гледаме дека истите се многу лесно надминливи. Така, значи метата успеала да надмине 423%. Нешто неверојатно и многу малку веројатно за традиционалните финансии, затоа и така практично се случува. Со тоа што повторно сега, следната мета, кога правиме корекција, значи ова може да го користите во било кој момент кога сакате практично да утврдите кога е подобро да се купи, кога е подобро да се продаде, се разбираме. Значи во однос со утврдување на корекциите во брановите во однос на корекција надолу, корекција нагоре, корекција надолу, корекција нагоре. Со тоа што во третиот до четвртиот бран, каде што сме имале корекција надолу, значи погледнете, најголема веројатност е дека ќе добиеме така речено корекција на оваа цена. Со тоа што можеме да видиме дека третата мета е најверојатно да се случи во однос на корекцијата со отприлика 40% веројатност истата да се случи. Гледате дека истите се повторуваат и на тој начин имате отприлика представа каде би била најголема веројатноста за да купите или продадете или каде би било најпаметно. Погледнете. Значи од оваа корекција, каде сме добиле крај на оваа корекција, точно на 61,8, каде што имаме, пак ќе напоменам, 40% веројатност овдека да заврши практично оваа корекција, пред да продолжи кон следната во позитива, каде што, погледнете и сами, значи во оваа ситуација сме добиле 100% отприлика, можеме да видиме и сами, во однос каде се наоѓа самата. Значи сме добиле така речено 100%, нешто малку на 100%, каде што имаме, погледнете, 15% шанса, тоа се извинувам, 40% шанса за да добиеме корекција до овие 100%, се разбираме. Значи да биеме над претходниот и да добиеме негде околу 100%. Нормално, се над ова веќе е помала шансата да се случи, затоа што ова е веќе крај на самиот Elliott Wave. Се разбираме. Значи дека било кој од овие моментално да ги следиме, ќе го добиеме практично истиот резултат. Се разбираме, само секунда да го избришеме ова. Што значи дека за било кој од овие следни формации ќе добиеме оприлика сличен феномен. Значи чисто само за уште еден брз пример како би можеле ова да го објасниме уште еднаш во добар пример. Значи имаме ситуација во која што сме стигнале до првата точка, втората точка сме направиле корекција на 38,2. 38,2 веројатноста да се случи е буквално 30%, што значи дека овдека е и сосема солидно тоа што сме го виделе да се приближи до 38,2 корекција на Фибоначи, со тоа што во спротивна насока за утврдување на врвот можеме да видиме дека повторно сме го добили истиот феномен над 423%. Не заборавајте, ова не е вообичаено за традиционалните пазари, затоа е веројатноста да добиеме над 261% е 10% само, се разбираме. Значи се над оваа мета е многу мало кога станува збор за традиционалните финансии. Зборам ако го користите надвор од криптосекторот, каде што знаеме дека во криптосекторот се многу поексплозивни овие придвижувања и затоа би напоменал да бидете препазливи кога го користите за традиционални пазари, а кога го користите за крипто пазари. Следната точка на корекција гледаме дека најголема веројатноста да биде помеѓу 50 и 78,2
Така, и сега овде кога гледаме дека истата завршила на 50%. Така, значи истата завршила практично овде, до 50%, каде што има 30% шанса истата да заврши, што значи дека ако во било кој момент ние сме користеле FIB за да утврдиме каде е паметно да купуваме, секој оној кој што купил блиску до оваа 50% мета е практично најверојатно истата да се реализира и би бил во солиден профит кога конечно цената ќе почне да се движи повторно нагоре. Така да тоа е како моментално функционира. Значи гледате, Фибоначи има голема корелација во однос утврдување каде ќе завршат корекциите на Елиот Бранот, со тоа што сега ќе погледнеме како прилика изгледа во еден рандом чарт. Еве, од прилика јас можам да видам дека овде ќе имаме ABC корекција, тоест извинувам, Елиот Вейв корекција, каде што гледате, Бранот почнува од овде, така. Значи што можеме? Многу лесно може да најдете, само да видам каде моментално се наоѓа, затоа што имате овде како формација, да не мора да барате, еве, Елиот Impulse Wave 1 2 3 4 5, корективниот wave ви е ABC веднаш под него. Така да кликате на првиот и почнувате да ги определувате овие точки. Ева првата, ева втората, значи многу лесно може да ги видите веднаш. Овде кај втората се извинувам, ова би било практично третата, тоа се извинувам. Малку ги побркав, затоа што еве како прилика би изгледало. Сега јас ова само како пример го земав, иако еве како би изгледало. Ова би било практично еден Elliott Wave, каде што ако влеземе во часови, ќе најдеме дека овде ќе има ABC корекција, значи некогаш треба да се придвижите малку подолу, за да може јасно да го видите ова што се случува на самиот чарт. Не е така едноставно, само секунда, каде ни отиде информацијата, по се изгледа не обележавме да биде видлива на часови, да, затоа, само секунда. Сега ќе видиме уште еднаш, че во овој подолниот дел беше. Ева, погледнете. Значи имаме 1, 2, 3, 4, 5, со тоа што овдека би имале ABC корекција. Прилика како што може да видам, значи ако не може да утврдите, најдобро е да се придвижите малку подолу и ќе ги најдете овие многу полесно, затоа што ќе ви бидат видливи сите овие малку помали, да речам, како прилика изгледа, што значи дека ние овде ќе имаме целосен Elliott Wave со ABC корекција пред да почнеме да го бараме другиот нагоре. Со тоа што, само секунда, малку имаме грешка овдека, затоа што практично првата не смее да биде поголема од третата. Но ми разбирате поентата. Поентата е да ги најдете овие во однос со тоа каде истите се... Само секунда, практично, само да видам. Не. Повторно, не би бил правилен Elliott Wave, затоа што не може третата да биде најмала. Автоматски, оваа формација отпаѓа. Но само сакам да го покажам како пример, за тоа како изгледа наоѓање на оваа формација. Нормално треба да ги запазите сите правила, доколку почнете да импровизирате, тоа значи дека не сте нашле Elliott Wave, тоа значи дека е нешто друго. Во оваа ситуација, ова не би било Elliott Wave, но само го земав како пример за да ви покажам. Еве ќе пробаме да најдеме некој друг. Само секунда. Еве прост пример за Elliott Wave. Значи еве како изгледа. Уште еднаш Elliott Wave. Овдека можам да видам. Значи ова би било прв, втор, трет, четврт, ова би било 5, со тоа што ова би било подобар приказ на Elliott Wave, како што можам да видам, дури би било и вака прилика. Ова би било правилниот Elliott Wave, со тоа што овде ќе имаме и ABC корекција, која што верувам дека ќе треба да бараме на многу помал чарт, но еве како би изгледала прилика. Ова би било еден добар пример за тоа како изгледа еден Elliott Wave. Со тоа што не заборавајте, ова јас го правам рандом, со така речено само малку време за да можам да ја покажам како прилика изгледа, мада и овде ќе имаме верувам некој капитулација евент, сега да не бараме кој и што е, не е битно, значи ова е поентата. 1 2 3 4 5. Вториот бран нагоре е најголем, двојката не поминува под кецот, четворката не поминува под тоест под нулата, четворката не поминува под кецот, петката е над тројката. Сите правила се запазени, автоматски имаме Elliott Wave. Со тоа што, еве, и повторно ќе го најдеме истото прилика, погледнете, значи од првата до втората точка, само да видам како прилика изгледа, мораме да трнеме магнетот, за да можеме да го најдеме правилно, еве како би изгледал, ова е врвот, значи корекцијата ни завршила на 50%, гледате, точно на 50%, уште еднаш, значи 50% имаме 30% шанса да добиеме корекција на 50%, иста да се реализирала. Потоа, обратно, очекувате дека ќе добиеме слично на претходниот резултат,
потенцијално оваа мета ќе биде малку повисоко од очекуваното. Еве, погледнете. Значи имаме над 261,8, пак ќе кажам, над 261,8 е многу мала шанса, но кога станува збор за ваков тип на мали со маркет кап капитални добри, како што е биткоин, во споредба со големите нормално, е многу поедноставно и многу полесно ги добиете овие големи скокови над 261,8, значи дека затоа и овдека нормално ова е, пак ќе кажам, прилагодено за традиционалните пазари. И повторно сега, од втората точка, ако измериме до третата точка, корекцијата завршила на 38,2, а тоа е третата корекција, каде што до 38,2 заврши има само 15%, што значи дека овдека не сите би купиле, да бидеме реални, голем дел би очекувале потенцијално да купат малку подлабоко, кога цената би достигнала барем 50% корекција, што значи дека потенцијално голем дел и нема да успеат да купат, или пак ако веќе алоцирате со DCA, значи ако почнувате да алоцирате на 38,2 ќе треба да почнете да алоцирате во исчекување на следниот бран. И нормално последниот бран кој што треба да биде повисок од претходниот, доколку го поставиме, можеме да видиме дека, погледнете, истиот достигнал над 100% нешто под 161,8, значи над 100% нешто под 161,8 е околу 15%. Се над 100% е 40% веројатност дека ќе се случи и тоа и се случило. Над 100% значи се препорачува во овој последен бран да се продава. Значи тоа е како се користи Elliott Wave. Ако се придвижиме надолу, значи еве ќе влеземе во некој рандом чарт на 15 минути, чисто само да ви покажам како тоа изгледа, за да ви биде јасно дека во било која од овие формации, во било која од овие временски интервали, ќе може да најдете истата формација, со тоа што секогаш барајте ја од апсолутно дно. Значи мора да бидете на некое потенцијално апсолутно дно, за да можете да ја најдете соодветната формација. Еве, прост пример овдека, на пример, во овој дел можам да видам многу лесно. Еве како би изгледало прилика, ова е чисто само нели да ви покажам еден, да речеме еден пример за тоа како би изгледала потенцијално една Elliott корекција. 2, 3, 4, 5. Тоа што овдека е доста блиску, ако не е малку над претходната тројка, значи еве прилика како би изгледала, еве ќе најдем и во други ситуации, само да видам. Овдека не одговара највеќе затоа што ова е потенцијално дното. Само да видиме. Добро, се обидам да најдам негде чисто за да видите. Еве ова би било добар пример. Еве, на пример, погледнете. Ево, прва, 2, 3, 4, 5. Каде што можеме да видиме дека опрлика ова би изгледало како Elliott Wave, ова би било како корекција надолу. Значи ова е чисто како примери дека може да ги најдете во било кој чарт, во било кој временски интервал, со тоа што пак кога ги барате на многу по голем интервал, се многу по-лесни за ноге, многу по-лесни за следење и многу по-лукративни затоа што имаат големи придвижувања. Само да видам, овдека пак не е баш Elliott Wave. Само се видам да најдеме уште некоја додека веќе разговараме за тоа. Значи ми разбирате поентата. Ова може да го најдете во било кој чарт. Еве, на пример, ова би изгледало како Elliott Wave. Значи од дното ова е првата корекција 2, 3, 4, 5. И потоа имате А, Б, С корекција пред да продолжи нагоре. Значи дека ова е опрлика како изгледа, нормално пак ќе напоменам, не заборавајте дека ова треба да го работите постојано, да го користите како да речем пример за да може да го усовршите. И ако сакате потенцијално да практично тренирате, мој совет е да го направите ова. Каде многу лесно може да тренирате практично во оваа ситуација откако ќе го избришете овој дел од чартот, значи буквално можете да си додавате, само секунда, значи да додавате, само секунда, се обидам да, ево, ако се треба да ви даде посебен таб, на кој што вие практично, овде, гледате, значи малку го смениле, претходно беше поинаку, значи со ова практично, тоест запрете го и може да додавате вие сами, практично да видите каде се наоѓа моментално чартот. Сега малку го направиле побрзо претходно, имаше, стварно го смениле малку, гледате, и мене ми е ова ново, значи со shift и десно, или пак со ова може да си додавате следен ден или следни 15 минути свеќе, со цел да видите што понатаму се случува и дали сте ги утврдиле правилните. Во превод, во оваа ситуација, ако очекуваме дека ова е првата точка, значи практично поставете ги
само што ова е за корекција. Значи ова е само за да видите како прилика би можеле да правите вежба за овие работи. Значи ево прилика овде ако вие очекувате дека ова е првата точка, така и сега понатаму нормално ова може да го користите нормално со Elliott Wave, со Fibonacci, со цел да видите дали сте утврдиле правилно, дали корекцијата завршила на точните, да речем, веројатности каде што се очекува, пред да дојде следната точка. И нормално во оваа ситуација сега обратно, кога ќе очекуваме за следната точка каде потенцијално би се случила, значи нормално ги поставуваме FIB корекциите, значи за следниот скок, чисто да видите како прилика би изгледал, значи од 2 кон 3, од 2 кон 3, да речеме, би било најверојатно да добиеме негде околу 161 до 175 скок, значи со тоа би било негде овде, така. Со тоа што потенцијално го менувате ова, гледате следен чекор, овде. И сега, например, овдека вие би продале, така, со тоа значи овдека ја утврдуваме третата точка и да речеме во оваа ситуација вие така тренирате, се разбираме. Значи ако овдека сте продале, значи дека веќе очекувате потенцијално да почне следната корекција. Значи чекате додека следната корекција е започната и кога ќе видите значи веќе сме во следната корекција. Значи сега што правиме? Повторно го поставуваме FIB од втората на третата точка и гледаме дека од втората на третата точка најголема веројатност е да имаме корекција помеѓу 50 и 61,8%, што значи дека негде овде би чекале да дојде самата корекција пред да купиме повторно, така. Значи буквално ги пуштате следните свеќи пред да Значи овдека, например, кога гледате дека цената застанала на 38,2 и почна да се движи нагоре, значи тоа е практично некаде околу 15% можност да се случи. Со оглед на фактот дека веќе цената почна да се движи нагоре, да речеме дека овдека сте купиле, чисто ако сакате да тренирате како купување и продавање, може да ги поставувате овие long и short позиции. Значи дека речеме овдека сте купиле и сега очекувате која потенцијално би била цената нагоре. Ова е чисто за да видите дали сте ги погодиле вашите мерки. Со тоа што сега повторно што правиме, ја поставуваме Fibonacci од оваа ситуација, каде што се наоѓаме нагоре, и знаеме дека метите кои што потенцијално ги очекуваме се негде до 78 до 100%. Значи 78 до 100% е негде овде оприлика да практично продадеме во оваа ситуација. Така, што значи дека ние сме поставиле своја позиција и очекуваме истата да заврши негде околу 100% или над 100%. И сега овдека очекуваме да видиме дали ќе исполниме, гледаме дека моментално значи се наоѓаме на 78 и кога потенцијално би добиле, да речем, 100, како што веќе добивме, вие практично би излегле од пазарот, со тоа и потенцијално би завршила оваа ваша позиција. Се разбираме, тоа е поентата и така можете да учите, значи користите ги овие short и long позиции, со цел да поставите каде потенцијално би купиле и би продале во однос на утврдувањето на оваа формација. Не заборавајте, уште еднаш ќе напоменам, дека оваа формација не се користи сама, подобре да користите сите други индикатори кои што ги имате во нашиот напреден курс за техничка и фундаментална анализа. Со тоа завршуваме за ова видео, значи се надевам дека ќе ја поддржите нашата работа како и секогаш, значи се што бараме од вас е лайк, шер, subscribe, комент нормално и да исподелите нашите содржини со што повеќе македонци. Вашата препорака помага многу за и понатаму да можеме да шириме оваа бесплатна едукација на македонски јазик за се што представува техничка и фундаментална анализа, се што треба еден инвеститор да знае. Ви благодарам и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.